Добро вечер, другари и другарки, соборци, шарени револуционери, победници. Сакам најискрено да ви се заблагодарам за уште една добиена битка во оваа војна што наскоро ќе извојуваме против овој режим и против Груевски. Она што вчера се случи беше под притисок на граѓаните на Република Македонија. Не е заради паметот на Иванов, тој не е доволно памет, ако беше паметен, немаше да носи такви одлуки. Меѓутоа, и тој, и Груевски подклекна под силата на народот, под силата на граѓаните кои што 59 ден протестираат низ Република Македонија. Улиците секој ден се поисполнети со луѓе, а граѓаните на Република Македонија се повеќе решени да ја вратат слободата и демократијата во државата. Имаме период на целосна окупација на институциите во Република Македонија. Целосна груевизација на системот во државата. И затоа ни се случуваше тоа што се случува до сега. Затоа ги имаме судиите од тефтерчето на горде, затоа имаме министри кои што се закануваат со хилта како Миле што прави на секој кој што не мисли исто со ВМРО ДПМН и со Груевски. Затоа имаме јавни обвинители кои што судат така како што ќе им каже Мијалков. Меѓутоа имаме и луѓе кои што сериозно се спротивставуваат на овој режим. И во таа битка широко ги отвораме вратите за секој еден и во државната администрација, и за лекарите, и за професорите, и за работниците, заради тоа што секој од нив поединечно, заедно со граѓаните мора да се изборат за сопственото достоинство. Се до сега што беше побарано, се до сега што имаме кажано, беше исполнето до крај. Беше исполнето заради тоа што имаме пред се храбар лидер кој што знае да не води достоинствено и кој што ја гледа иднината на оваа држава. И токму таа искреност и храброст на Зоран Заев е мотив за сите нас што сме рамо да рамо до него. Да заеднички извојуваме оваа битка, меѓутоа стана мотив и на се повеќе припадници на државната администрација, на се повеќе полицајци, на се повеќе припадници на армијата, кои што не се служуваат на ваков начин на владење со Република Македонија. Сакам да ве уверам и да ги поздравам сите професионалци во Министерство за внатрешни работи. Многу голем дел не го поддржуваат режимот. И тоа се покажа вчера кога беа ослободени барикадите, без разлика што беше издадена наредба да се чува владата и собранието. И порака од Струмица е дека никој не може и не смее да го чува собранието од собствениот народ. Тоа собрание е на граѓаните на Република Македонија. А во владата треба да бидат луѓе кои што ќе исполнуваат волјата на граѓаните на Република Македонија. Клучни две барања имаме до 18 јуни. Едното е Уставниот суд да го прогласи за уставно специјалното јавно обвинителство и тоа да продолжи со работата, без да се меша ниту еден од политичарите во Република Македонија. Меѓутоа да заживее правдата, да ги видиме и Гоца, и Грујо, и Миле, и Мијалков, и сите до еден како одат на распит пред истражен судија. Да видат како е... Да видат какво е тоа чувство. Нивното чувство кога не гледа сите нас како не носат пред обвинител истражен судија е сосема поинако од тоа чувство што треба да го доживеат сега. Да видат како е по десетина сати да поминувате со обвинител и како ќе рече еден глумец,
Не е лесно рецепти за пити да менувате со обвинител со судија 10 часа, а не да ве распрашуваат за криминалите кои што сте ги направиле. И втората клучна порака, второто барање, итно и безусловно ослободување на сите соборци од шарената револуција од притвор и повлекување на сите кривични пријави. Ако некој треба да има кривична пријава, тоа е овој режим, тоа е Груевски, тоа е Иванов. Заради тоа што Иванов ги направи сите овие работи кои што се случуваат денеска на Република Македонија. Овие 59 дена се најдобрите денови од македонската историја во последните 10 години. И овие 50 дена се спротивставија на црнилата и на сивилото на оваа власт. Овие 50 дена покажа од што се плаши Груевски. Се плаши од шаренилото, ги исплашија боите во Република Македонија. Меѓутоа од тоа нема спас. Затоа мораме сите сложно до крај, додека не се исполнати овие барања и додека не создадеме услови за фер и демократски избори, минимални услови за фер и демократски избори, на кои што ќе ги победиме, ќе формираме нова и демократска власт, ќе почнеме да ја градиме Република Македонија таква каква што Груевски не успеа за овие 10 години да ја направи. Земја на сретни граѓани, слободна, демократска земја во која што ќе бидат достоинствени работниците, во која што полицијата ќе биде достоинствена и ќе се грижи за безбедноста на граѓаните. Ќе имаме слободни и храбри припадници на армијата на Република Македонија кои што ќе ја чуваат државата, а не тие да се чуваат од министрите од владата. Ќе имаме лекари кои што ќе можат да бидат сервис на граѓаните, меѓутоа и да живеат достоинствено од сопствената плата. Таква Македонија е нешто што го посакуваат сите. Меѓутоа за таква Македонија е потребно секој да биде на сопственото место. И оваа порака неколку пати му ја упатуваме на Никола. Никола, секој треба да си го завземе сопственото место ако сакаме Република Македонија да продолжи да се движи напред. Криминалците во затвор, а сите други граѓани заедно во изградба на Македонија. Да живее Македонија, да живее шарената револуција, до победа, нема правда, нема мир.